Со цел рестартирање на стопанските капацитети кои беа опустошени во транзицијата во 90-тите години, во програмата 2017-2020 година се предвидува проект рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата. Со овој проект е опфатена и фабриката Шик Елак од Тетово, пред која сме и денес. И со оглед дека овој проект овозможува големи поволности кои што се даваат на инвеститорите, очекуваме нејзино рестартирање и повторно вработување на многу тетовчани во неа. Инвеститорот кој ќе ја купи оваа фабрика и ќе ја рестартира, ќе добие пакет на државна помош која опфаќа 2000 евра за секое ново работно место, а за вработен стечаец 4000 евра, под услов работникот да го задржи минимум 5 години. Финансиска помош за адаптација, реконструкција, набавка на машини и опрема во износ од 10% од инвестираната вредност, максимум 500.000 евра. Ослободување од плаќање на данок на добивка 2 години и од персонален данок и социјални придонеси 3 години, доколку вработените ги задржи на работа најмалку уште 3 години. Обезбедување на обуки, преквалификација и професионално усовршување и други поволности. На неколку километри од Тетово, владата предводена од ВМРО ДПМН ја отвори ТИРС зоната Тетово. Во неа, американската компанија од автомобилската индустрија Lear отвори фабрика во која досега 500 граѓани на Тетово и Тетовско се вработени. Вкупната планирана инвестиција изнесува 15 милиони евра, а планирани се вкупно 2500 вработувања. Очекуваме во иднина и други компании да изградат фабрики во зоната во која ќе се вработат многу тетовчани. Во 2005 година во Тетово имало 14.000 невработени лица. Денеска во Тетово има 10.000 невработени лица или невработеноста е намалена за 24%.